Екипата на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Денес ви се јавува од просториите на Нутри М, каде што ќе зборуваме со магистар Емилија Спасовска-Мојсовска, нутриционист. Ќе зборуваме за тоа како здраво да влеземе во постење и како здраво да излеземе од постите, а сепак да не ја изгубиме енергијата и да можеме убаво да си го истераме, да си го продолжиме денот. Инаку пред да зборуваме, пред да ви поделиме неколку совети за тоа како здраво да постите, ова утро специјално само за вас, за нашата публика, за нашите гледачи, нутриционист магистар Еми ќе ни подготви здрав утрински оброк, односно утрински појадок. Еми, добро утро. Благодарам што ова утро не прими кај тебе во твоите простори во Нутрием, во твојата преубава кујна, каде што ова утро гледачите ќе имаат убава можност да видат од тебе специјално подготвен утрински оброк, појадок, кој што ќе може да не води здраво низ денот. Така, благодарам што ова утро сте тука кај мене на работа и со ова можам да покажам и да докажам на сите други кои што имаат изговори дека оброците, здравите оброци не може брзо лесно да се подготват, дури на работното место може да се подготви оброкот, тоа е за 5 минути, помалку од 5 минути веќе кога ги имаме набавено на мирниците. Така да ова утро сакам да споделам еден рецепт кој што е многу брз, лесен и едноставен, како што кажав, а и нутритивно богат. Ние треба да се храниме нутритивно богато. А што значи тоа? Да внесеме јаглехидрати кои што се сложени, не прават пикови на шеќерот во крвта, односно е балансиран тој дел. Потоа внесуваме растителни влакна од салатите и витамините исто така од салатите и овошјето. Така да ова комбинација на салата е од зеленчук, овошје и јаткасти плодови кои што исто така имаат омега-3, 6 масни киселини, па и минерали, и сувото грозје и сувите сливи, кои што навистина даваат една многу убава салата која што има еден специфичен вкус и кој што долготрајно ќе не држи сити. Така да можеме да подготвиме. Сега јас обично кога си ги подготвувам оброците со раце, ми е поинтересно и така во кујна жената, нели, со гола рака што викаат, така е природно. Еве вака ќе ја земам руколата и ќе ја ставам во овој сад кој што салатата ќе биде финална верзија, нели? Сега е во моментов се ова во драфт верзија, така да не е уште подготвена, меѓутоа зелената салата, секогаш кога зборуваме, така микс на салата, јас ја викам Нутрием комбо салата. И сега ова зелените салати најчесто имаат и фолна киселина, и Б витамини, и сите нутриенти, и особено е важно да внесуваат жените кои што се трудни. Знаеме дека B9 или фолната киселина е важна во третиот триместер од првиот триместер од бременоста заради спина бифида, така да овие салати изобилуваат со таков тип на нутриенти кои што вака ќе направиме. Како е да. Сувите сливи исто така ќе ги сецкаме. Добро, тие се богати со така, сега оние луѓе кои што имаат проблем со дигестивниот систем, исто така е препорачано и често препорачувам да ги внесат во текот на денот и 3 до 4 суви сливи се доволно, покрај тоа што во текот на денот имаме, нели, ние и други оброци и други намирници кои што правиме една целина во поглед на оброците, да ги задоволуваат сите потреби. А што значи тоа? Протеини, јаглехидрати, витамини и минерали, да не забораваме дека пиењето на вода е многу важно, да го рехидрираме организмот и да внесеме се што е потребно за да може да функционираме правилно. Сега јас ставам семки од сончоглед, може и од тиква, меѓутоа ете оваа комбинација ја правам. Исто така лешниците малце може и да се ситно сецкани или здробени, или па нека има, нели, и цело јаткасто плодче малце ставено и додадено. Сувото грозје малку шмек, навистина ќе пробате и ќе видите дека навистина салатата е превкусна. И додавам кускус како житарица, ја спомнавме на почетокот, меѓутоа оваа житарица многу држи ситост
и ја препорачуваме во текот на појадокот, за време на ручек може да се направи убав оброк, а исто така и за вечера. И сега портокалот можеме вака да го исецкаме, да го искомбинираме. И мислам дека ќе биде доволна оваа количина на салата за еден. Ставам лимонов сок, малку сол може да се додаде, а и не мора. И маслиново масло или било кое друго масло, може да е масло од авокадо, сусамово. Кој како си сака, така. Кој како има желба и што во моментот со што располага. Така да не е задолжително нели да биде одреден тип на масло. И сега оваа салата е спремна да се проба. Ти бегам од микрофонот, извини. Да. Така да еве вака салатата изгледа. Салатата морам да приметам, изгледа преубаво, превкусно. Така. Ова е и на вистина 5 минути, може би и помалку од 5 минути се 5 подготвува. минути. Значи нема изговори дека нема време. Така, бидејќи јас ја направив постната варијанта, ова може да биде додадено и јајце, може да биде и млечен продукт, односно може и сиренце, урда, да се додаде и сусам, така да тоа е само надградување на ваквиот тип на салата, така да што и да одлучат нема да сгрешат, а е нутритивно богата. Одлично изгледа, ние ќе ја пробаме малку подоцна. Или ако сакаш, Емиеве, може да послужиш, ќе пробаме можеби на крај на разговорот. Јас би сакала да те искористам како совети за нашите гледачи, бидејќи од денеска сме веќе во пости, нели оние што се предвеликденски долги пости. Многу од нас верниците нели си постат, се одлучуваат на пост, меѓутоа она што ме интересира, претпоставам дека и гледачите, како да влеземе здраво во пост, како да го истераме постот здраво и како да излеземе здраво, за да не тоа предизвика некој шок на нашиот организам. Така, ова е актуелна тема секогаш кога започнуваат божикните, односно великденските пости, како и божикните и сите нели пости, бидејќи божикните и великденските траат подолг временски период, ама овие пости се 48 денови, со тоа што има нели правило според типи како треба да се храни, односно како треба да се пости. Претходната недела беше цела недела сиропостна, тоа значи дека се внесува млеко, млечни производи, вклучувајќи ги и јајцата, а како подготовка, бидејќи 40-тите денови, односно останатите денови од постот, тоа се од понеделник до петок се пости на вода, односно не се додава масло, сабота и недела може да се додаде масло и 2 дена во овој пост се со риба, тоа значи за цветници и за благовец, каде што на вистина овој пост треба еден сериозен пристап кога луѓето постат, бидејќи оваа недела што ја спомнавме, што е сиропостна недела, е влез во овој период, бидејќи се прави елиминација на продукти од животинско потекло, а постот не е само со храна, која храна да елиминираме од животинско потекло, бидејќи ништо не се внесува, нели? И духовно да ги прочистиме мислите и телото и умот. На тој начин и покрај духовното и телесното прочистување преку храната, ние правиме еден детокс на организмот, па и може да решиме некаков здравствен проблем, односно храната која сме ја внесувале, по тешка храна, помрсна храна може да предизвика и стомачни тегоби, покачен крвен притисок, холестерол, триглицериди и така натака. Овој пост, доколку е правилен, може навистина да ги реши овие здравствени проблеми, меѓу другото и го прочистува организмот, но доколку е правилен овој пост, бидејќи многу луѓе грешат и во постот, затоа што се сведува на лебот, тестенините, и тука внесуваме ние јаглехидрати или скроп или храна која што навидум нели е постна, ама ние таа енергија која сме ја внеле не сме ја потрошиле на некој начин и се случува нели многу луѓе да се пожалат дека јас постев, ама се здебелив неколку килограми, така да тоа се најчестите грешки, меѓутоа
свежите сезонски овошје и зеленчуци, како што напоменав, нели салатата кога ја подготвувавме, витамините и минералите, растителните влакна од храната и тоа како се потребни во овој период од постот, бидејќи на тој начин ние го прочистуваме и дигестивниот систем, па и ги намалуваме вредностите на холестеролот и триглицеридите, за да помогнеме, и ова ни е моментот да ние, кога не ја внесуваме таа храна од животинско потекло, навистина ги решиме овие здравствени дилеми, нели, што постојат кај многу луѓе. Меѓутоа да не ги накачат килограмите, барем да бидат ете 3 главни оброци секогаш кажуваме, ние советуваме со 2 ужинки, да се пие редовно вода, нели, течности, а исто така кога завршува постот, многу е важно следниот ден. Нека биде онаа прва недела сиропостна, нели, што ја кажавме, тековно внесување на супа, чорби, кефир, јогурт или нешто што е полесно за дигестија, и да не се пристапува веднаш кон јагнешко или оние меса кои што се, нели, за Великден се подготвуваат на трпезата, бидејќи тие навистина може да го оптеретат дигестивниот систем, да направат проблеми со жолчката и висок крвен притисок и слично, бидејќи тука, нели, кога се абстинирала од одредена храна, навистина е вкусна и одвај го чекале моментот да дојде јагнето на маса, така да тука може да се направи голем здравствен проблем, и затоа советот е прво да се почне етапно, па нека биде по-постно месото, мисиркино или пилешко месо, за да ги нема овие здравствени проблеми. Еми, многу ти благодарам за овој утрински разговор, за подготвената салата. Ние ќе си ја пробаме со задоволство и да им посакаме на сите верници здрави и лесни пости. Нека е со лесно постот и ќе се видиме можеби по постите најбаво, за да кажеме како сега здраво да излеземе од постот, да немаме шок во организмот. Благодарам. Срекни пости на сите за многу години нека се, а сите совети доколку ви требам повелете отворена врата. Благодарам што и ова утро отвори вратата за нашата екипа, а јас да си ја пробам салатата. На здравје. Благодарам.